Уште на самиот разговор ја спомнавте хидротерапијата. Како таа делува во процесот на рехабилитација кај заболените од МС? Така, пациентите со МС користат бања, тоа го кажувам од лично искуство, бидејќи нели сум работел во бања и знам дека доста добро им влијае бањата. Обично кога се на рехабилитацијски процес во време трајање зборувам од 15 до 21 ден, пациентите имаат и така големо подобрување и кога нели ние како физиотерапевти ќе ги прашаме како се чувствуваат од бањските нели промени бидејќи што дошле да вршат нели физикална терапија, ни кажуваат дека бањата им помага многу и дека имаат голем бенефит од тоа лекување. Водата со самите минерали, значи природна минерална вода, помага значи на самата мускулатура, нели, пак ќе кажам, да се опушти, а физикална терапија, ако тука во даден сегмент, ќе помогне со дополнително со своите имплементирани методи да се заекне мускулатурата и пак да се направи едно доста подобрување во однос на нивната здравствена состојба. Јас се надевам дека, бидејќи ете напредуваме доста со медицината, дека наскоро се надевам и сум длабоко убеден од медицински аспект дека ќе се пронајде леки и за МС и овие пациенти ќе бидат нели повторно вратени во една нормала и ќе можат повторно да се функционират како и сите други луѓе. Но пак ќе кажам, значи пациентите со МС да не се срамат ако имаат МС, слободно да комуницираат со својот доктор, со својот физиотерапевт, бидејќи секогаш нели заедно сме посилни, заедно секогаш ќе чекориме напред ако работиме, соработуваме и имплементираме начини и методи од физикална терапија, а покрај медикаментозна терапија, физикална терапија има голема улога во лекувањето. Како што и самите спомнавте предходно, пациентите можат и самите да си помогнат на подобрувањето на својата состојба, нели со употреба на некои вежби кои што може да се прават во домашни услови. Па оваа прилика би сакала да искористам за да нели пренесеме на сите лица кои што имаат МС, кои се вежби може да се прават во домашни услови. Мене ме радува фактот што кога ќе видам пациент со МС да ми се обрати. Значи најчесто знаат на социјалните мрежи да ми напишат здраво Илија, вие следите нашата здравствена состојба и знаете дека имаме МС, кои вежби би ни ги препорачале да ги работиме во домашни услови. Јас тука веднаш настапувам каде и да сум, го земам телефонот и на моите пациенти им пишувам, значи што да прават. Прво ги прашувам дали имаат пред се статичен велосипед дома и дали можат да се качат на велосипед, да можат нели 15 до 20 минути нели да извртат. Тоа е еден вид на кардио кој што помага за целата мускулатура. Ако веќе има статичен велосипед дома, јас би кажал дека статичниот велосипед е еден од најдобрите начини да се работат вежби во домашни услови. А освен статичниот велосипед, имаме и посебна скрипта ние физиотерапевтите која што е направена посебно за пациентите со МС, еве на Националното здружение со МС, постојано може да видите мои постови каде што јас постирам вежби, преку кои ги мотивирам пациентите нели да работат и да вежбаат во домашни услови. А доколку не започнале да вежбаат ништо во домашни услови, слободно можат да ни се обратат, ние секако ќе им дадеме посебни вежби кои што ќе им помогнат да нели ги прават. Да можат да си ги прават дома, а покрај вежбите нели физикална терапија да не ја заборават и нели се тоа ќе биде од голем бенефит за нив да ја подобрат нивната здравствена состојба. Бенефитите од вежбањето мислам дека на сите горе-долу не се добро познати, зајакнување на мускули, ублажување на замор, подобрување на расположение и уште многу. И што е најважно, не кажавте, смирување на стресот во себе. Бидејќи со колку и да имате стрес во себе, знаете, секојдневните обврски на работа и пациентите со МС идат на работа, знаат да бидат исто така да подлежат под стрес на работа, околината, колегите, некогаш знаат да придонесат нели да се изнервирате, па сето тој стрес преку вежбањето може да се изфрли, се со цел нели да не се собере во нашиот организам, бидејќи стресот е еден од главните причинители што се случуваат сите болести во нашиот организам, вклучувајќи ја и мултиплекс склерозата. И пред сам крај би сакала да ве прашам зошто е важно да се почне рано со рехабилитација. Колку навремената рехабилитација ја намалува прогресијата на самата болест? Видете, јас постојано сугерирам и постојано кажувам, нели, навременото вежбање е многу важно. Доколку пациентите, пак ќе кажам, не се обратиле до физиотерапевт да обараат вежби, слободно можат да ни се обратат, ние ќе им дадеме посебни вежби кои што ќе можат да ги работат во домашни услови. Мултиплекс склерозата како болест си бара одржување, си бара
редовно вежбање, покрај медикаментозна терапија, значи вежбањето да не се исклучува, бидејќи вежбањето навистина помага во самата мускулатура и го стимулира, односно му дава насоки на мозокот дека нешто се случува со мускулите, така што вежбањето да не се изостави во однос на целата постапка во рехабилитацијскиот процес. Илија, дали имате нешто дополнително да им препорачате на сите лица кои што ја имаат мултипла склерозата, да им дадете некој совет, некои насоки што не ги кажавме еве до сега? Така, постојат пациенти кои што имаат мултипла склероза, кои што би кажал од аспект дека не им биле дадени насоки како да се обратат, каде да се обратат до физиотерапевт, па еве ќе искористам можноста за крајот на денешната емисија да им кажам сите оние кои што имаат МС, гордо да се носат со болеста, да бидат позитивни, да размислуваат оптимистички, дека еден ден ќе се пронајде лек и за нивна здравствена состојба, а додека дојде, односно се пронајде тој лек, редовното одржување на физичката активност да биде сведено на високо ниво и преценили ако имаат МС да не се срамат, пак ќе кажам, да се обратат до доктор, до физиотерапевт. Ние заедно тимски секогаш ќе гледаме како да им помогнеме, како да им дадеме насоки, што да прават кон подобро утре и да можат да бидат подобри во нивна здравствена состојба и да бидат исто така вклучени во секојдневниот живот како и сите други луѓе. Пациентите со МС се важни, ние сме се уште ова станува збор за нив да им помогнеме во однос на физикална терапија или друго лекување од друг аспект на друга медицинска гранка. Илија, јас ви благодарам за тоа што бевте наш денешен гостин и за тоа што одговоривме на воглавно на главните прашања кои што ги застигаат лицата кои што имаат мултипла склероза, а вие, драги мои, останете и понатака со нас, гледајте ги, следите ги нашите подкасти кои што ги правиме специјално за вас.